Ајде, што треба да се направи за да покажеме незадоволство? Прскање со комарци, очигледно сме отпорни на комарци. Никој не се буни. Па не ги убиваме, само ги нервираме комарците. Добро, ама не гледам дека некој се жали заради тоа. Па добро, значи му е убаво. Па тоа Ние сме на Фейсбук револуционери. Не ме интересира што пишува на Фейсбук. Па ние сме само на Фейсбук. Па тогаш на здравје. Ние сме само на Фейсбук. Па добро. Овој само вака. Јас и на едно претходно гостување кај тебе, токму на ова место овде, и на едно друго место кажав. Јас како Александар Ристевски, ево во камерата. Јас како Александар Ристевски за се што зборувам имам право да се бунам. Затоа што за сите ставови што ги прокламирам, кога имало настан, кога имало организација, без оглед дали е организирала маса од 10 луѓе или од 1000 луѓе, јас физички сум се појавил. На сите протести за име, за сите протести за загадување, на се можно, каде што лично сум се засегнал како човек, јас лично сум присуствувал. Затоа јас имам легитимитет за се што мрчам да зборувам. Сите тие што стискаат лајкчиња на Фейсбук, пцујат, колнати се закануваат, ќе си останат на Фейсбук. Затоа сме дисфункционални како народ. Кога ќе покажете храброст и одважност, да излезете во јавност, да излезете на терен, да излезете пред собрание, пред влада, дури за банални теми, дали ви сметало дрисла, дали кучиња ви прљале, ви праеле, тогаш вие сте луѓе со став. Се до тогаш, додека викате дека се плашите и дека ви е страф од нешто, се додека си го гледате личниот интерес да наплатите нешто, да доградите, да вработите, да бутнете, да направите, затоа не сме држава. Кога ќе се освестите и кога ќе станете луѓе, зрели, одговорни и свесни, без тезгарење, тоа ќе не биде кој народ. Тебе ти е место во парламент. Ти благодарам на гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва.